Особито ми е мило, što možem pred makedonskom javnošću da govorim o svom životu i o svom radu, особено в odnos na moje zanimanje za makedonsku filologiju i za makedonske istorije. Бидейки я не владам в довольна мера sa makedonskim jezikom, ja ću v daljem izlaganju da se služim sa svojim rodnim ruskim jezikom. Roden je na 9. april 1894. godina v Petrograd. Studiral Istorijsko-filološki fakultet v rodni grad, a Arheološki institut posetuval v Kijev. V Jugoslaviji je živeo od 1921. godina. Doktoriral v Zagreb v 1928. Do 1932. godina je продолжила своите студии од областа на византологијата, и тоа од византиско-словенските односи и од историјската етнологија на Источна Европа. Во својата научна работа Владимир Мошин се задржува на повеќе прашања и на разни географски подрачја, во зависност од амбиентот каде што работи. Сепак, него најмногу го привлекуваат словенската филологија и историја и културно-историјските односи на Византија со Русија и со јужните Словени. Во времето од 1930 година, кога беше избран за доцент по византологија на Филозофскиот факултет во Скопје, па се до 1939 година, Владимир Мошин ке го сретнеме и како гимназиски професор во Копривница и во Панчево. За потоа, пак да биде прифатен како доцент на Белградскиот универзитет. Научни истражувања вршел во Света Гора и Тесалија. Мой интерес к македонской филологии родился в 1950 году, когда я получил назначение на место директора архива Југославенской академии. Мојот интерес кон македонската филологија се роди во 1950 година, кога бев назначен на местото директор на архивот на Југословенската академија и кога требаше да ја преземам работата на опишувањето на тамошната колекција словенски ракописи. Таа колекција, голема по бројот на ракописите, располага со доста голем број ракописи од македонско потекло. Внимателното изучување на тие споменици ме увери во неопходноста подробно да се задржам на терминот за македонската рецензија. Дотогаш, во однос на македонските ракописи, се употребува или терминот бугарски ракописи, или македонска категорија на бугарските или јусови споменици. Споредбата на тие ракописи од Загребската академија со другите јусови споменици ме увери во неопходноста да се воведе терминот македонска рецензија. И действително, когда И навистина, кога мојата работа на тие ракописи беше завршена, во 1952 година, излезе првиот том со репродукции на спомениците, под кои стоеја називите од македонската рецензија, а во 1954 година опис на ракописите со доволно голем увод во кој специјално се задржав на неопходноста да се воведе терминот македонска рецензија, објаснувајќи го тоа со чисто научни потреби. Объясняя это чисто научными потребностями.
Моя работа привлекла интерес македонских филологов, в частности Blaže Konevskog. Мојата работа го привлече интересирањето на македонските филолози, особено Blaže Konevski и Krum Tošev, кои го посетија архивот на Југословенската академија во Загреб, работеа над ракописите и со нив тогаш успеав да воспоставам блиски односи. Тогаш му предложив на професорот Коневски во Македонија да отвориме серија македонски текстови, што се печатеа фототипски, и за првиот том од таа серија го предложив споменикот што се наоѓаше во Југословенската академија, Евангелие на поп Јован, за кој сметав дека е од 13. век. Како резултат на разговорите што професорот Коневски ги водеше со своите колеги, се појавија серија стари текстови. Всушност, првиот том што му беше посветен на македонското Евангелие на поп Јован. Беше напечатен во Загреб фототипски со мој голем предговор, каде што му посветив доста големо место на прашањето за македонската рецензија. Професорот Владимир Мошин работи во обширните области на историјата, помошните историски науки и словенската палеографија. Во сите овие области тој има дадено бројни и бележити трудови. Нема да претераме ако кажеме дека е тој научник од светски глас. Меѓутоа, професорот Мошин има и некои посебни квалитети на човек и научник. Тој е преполн со иницијативи и заслужен за формулирањето и извршувањето на многу научни проекти. За среќа, некои тие проекти се однесуваат и до Македонија и до македонскиот народ. Кога се запознавме негде во 50-тите години во Загреб, негов предлог беше да почнеме со издавање на стари македонски ракописи. И навистина, досега се издадени повеќе такви текстови, кои што значат многу за нашето културно минато и за освојувањето, доближувањето на нашето културно наследство. Во таа серија беше прва книгата што ја редактира, подготви самиот професор Мошин. Тоа е сега веќе познатото во науката Македонско Евангелие на поп Јована. Во 1966 година професор Мошин зеде необично активно учество во организирањето на големата прослава на Климент Охридски. Тој во рамките на таа прослава успеа да организира една изложба на словенски натписи, богата изложба која што беше соодветно оценета во научниот свет и која што остана како трајна поставка во Охрид за да биде база на музејот на словенската писменост. Една среќна идеја доведе до тоа што архивот на Македонија тогаш по таа прослава го ангажира професорот Мошин на трајна работа во Скопје. За овие 50-тите години тој има спроведено неколку необично крупни научни зафати. Прво, под негово раководство се направи опис на словенските ракописи што се наоѓаат уште во нашата република, а исто така почна на широка основа да се издава македонски дипломатар. Професорот Мошин е многу омилен
među sоработниците и меѓу помладите научни работници, бидејќи несебично тој се залага за нивното издигање, им помага и тој е учител, така да се изразам, на една бројна школа на луѓе што работат во областа на историјата, на историските помошни науки и на словенската палеографија. Неговите ученици направија еден убав гест кога во негова чест издадоа зборник на посветен на Владимир Мошин со научни трудови. А мислам дека Македонската академија на науките исто така направи еден убав гест кога професорот Мошин го избра за свој член. Во 1939 година пак е универзитетски професор во Скопје, но 3 години подоцна е пензиониран. Текот на војната го минува на работа во Руско-српската гимназија во Белград. 2 години подоцна е назначен за директор на архивот на Југословенската академија на науките и уметностите во Загреб, каде што останува се до 1959 година. Во текот на овој период, систематски се средуваат сите колекции, регистрирана е целата збирка на архивски материјали, извршен е опис на кирилските и на глаголските ракописи, а се започнува со опис на латинските ракописи. Истовремено, Владимир Мошин работи врз издигнување на своите соработници, организирајќи курс по латинска и глаголска палеографија, а исто така води курс и по кирилска палеографија и некои дисциплини од помошните историски науки. Под негова иницијатива е конструиран ламинатор и започнува со реставрирање на стари ракописи и архивски материјали. Трајно место во науката им припаѓа на овие трудови. Кирилските ракописи на Југословенската академија во 2 тома, од кои првиот содржи важен методолошки увод и во нив за прв пат се изделуваат македонските ракописи од бугарските и од српските ракописи во посебна јазичка редакција. Понатаму делото Летопис на попот Дуклјанин со коментар. Потоа Македонското евангелие на поп Јован со палеографска и јазична анализа и со фототипско издание на текстот од овој значаен македонски ракопис од 13 век. Неговиот научен опус овде не се запира. С этим времени, с появления этой книги в 1954 году, мои отношения с Македонией... Во тоа време, со појавувањето на книгата во 1954 година, моите односи со Македонија секоја година стануваа се поблиски. Особено при нашата работа на собирањето на водените знаци во архивот на Загребската академија. Академии по собиранию водяных знаков. Тогда и мне самому Тогаш и јас и мојот соработник доаѓавме тука, во Скопје и во Охрид, и во нашиот зборник Водени знаци од 13 и 14 век, што излезе во 2 тома во Загреб на француски јазик, се наведени сите рачни продукции на водените знаци што се најдоа и во ракописите на територијата на Македонија. Репродукции тех вот этих выделенных знаков, которые, значит, нашлись в рукописях на территории Македонии. В 1966 году во Охриде Во 66-та година во Охрид имаше свеченост во спомен на Свети Климент. Беше одбележана со голема изложба на словенски ракописи и словенска епиграфика. Большой выставки славянских рукописей и славянской эпиграфики. Организацијата на таа изложба ми беше доверена мене. Вместе с тем мне удалось подготовить и
paleografski album Zajedno so тоа успеав да подготвам и палеографски албум на јужнословенското кирилско писмо, кој излезе точно за отворањето на изложбата, за да им се раздели на присутните, а кој заедно со македонската граматика на професорот Конески му беше предаден како подарок за родениот ден на маршал Тито. Был передан в качестве подарка ко дню рождения и маршалу Тито. По преселувањето во Скопје, повторно доаѓа до израз и страјноста, големите работни способности, вештината и ширината на знаењата на Владимир Мошин да ја организира научната работа и да им влее ентузијазам и елан на своите соработници. Тој продолжува со својата педагошка работа и одржува часови по словенска палеографија. Ги упатува и стручно ги оспособува своите соработници за да можат со успех да ги извршуваат своите задачи. Јас ја имав таа чест и среќа професорот Владимир Мошин да ме упатува во научно-истражувачката работа и обработка на словенските ракописи од Македонија. Со него ја прокрастаревме Македонија во потрага по средновековното книжено наследство. И како резултат на тоа најдени се доста интересни средновековни ракописи. Со каква жар и елан професорот Мошин ја врши својата научно-истражувачка работа, доволно да споменам еден пример од нашето заедничко истражување по Македонија. Конкретно, при истражувачката акција во Поречкиот крај стигнавме во едно село Манастирец во подоснежните часови, во мракот. Учителите од тоа село пристојно не сместија, со намера утре дента да продолжиме патувањето, тој истражувањето во манастирот што се наоѓа во таа околина. Професорот прашуваше каде се наоѓа манастирот, колку е неговата оддалеченост. Тие рекоа дека тоа е на 1 час и така и нешто одење на Угорница. Тој тога и малку се возбуди и рече, мене ми се обрти и вели, па како можеме ние да спиеме спокојно овде, кога знаеме дека во непосредна близина се наоѓа манастир, во кој може би има многу интересни ракописи. И предложи да се појде веднаш. Иако го убедуваа учителите дека патот е тежок, особено за него како постар човек, тој беше упорен и се појде. Побара да не води некој, ни дадо еден ученик, тако младо момче, и појдовме. По патот, иако беше навистина тежок, тој пред нас одеше како да имаше 20 години, а не 80. Тоа покажува како жар во него лежи и каков елан за неговата работа. Такви примери има многу, но овде не може да се кажат. Ја би сакал да кажам уште и за неговите карактерни особини. Него го красат многу благородни особини. Тој е секогаш расположен да помогне на помладите, да ги упати, да ги покаже, да ги посоветува. Приоѓа со топла татковска љубов и спремање да го пренесе своето богато искуство и знаење на помладите. Самостојно или во соработка со своите соработници, Владимир Мошин објавува повеќе научни трудови. Посебно треба да се истакнат овде 5 тома споменици за средновековната и поновата историја на Македонија, Скопската област, потоа Македонија во рамките на меѓународните односи на Балканот во последната третина на 13-тиот и првата третина на 14-тиот век. Третиот том е посветен на Полог и соседните области, додека 4-тиот и 5-тиот том што се наоѓаат во печат се посветени на Прилепската област и на Струмичкиот крај, тоест Повардарието. Со професорот Владимир Мошин работам од неговото доаѓање во Македонија.
во текот на ова наша заедничка плодна научно-истражувачка работа. Како негов најблизок соработник можам да истакнам особено творечкиот и плоден, ангажиран и секогаш готов за работа дух. Тој за многу од нас и ден денеска представува жива енциклопедија, извор на информации, на знаења, на упатства, методолошки такт и апсолутно неговиот личен пример на сите нас ни служи како еден голем потик во секојдневната работа. Раководејќи го научниот тим што работеше на издавањето и припремата на едицијата Споменици за средновековната и поновата историја на Македонија, професорот Мошин со својот секогаш ангажиран творечки дух, со својот интерес за пред се за откривање на научната вистина, базирана врз податоци и факти, што се содржат во се уште прилично неистражените извори за средновековната историја на Македонија, го всади тој немир, тој истражувачки дух и кај нашите млади научни работници за осознавање на научната вистина и за нејзиното колку што може пошироко откривање пред пошироката научна јавност. Сега пак заедно со професорот Владимир Мошин работиме во новооснованиот Институт за истражување на словенска култура. Го подготвуваме 5-тиот том од едицијата Споменици за средновековната и поновата историја на Македонија. Верувам дека и во новите услови нашиот научен колектив под раководството на професорот Владимир Мошин, а во постојана соработка со сродните институции и научните работници, ќе смогне сили да го доврши започнатиот план врз издавањето на првиот македонски кодекс Дипломатикус, што представува значаен допринос за македонската историографија. Научниот опус на доктор Владимир Мошин со ова што е досега наведено не се исцрпува. Тој брои околу 230 библиографски единици. Меѓу нив има неколку значајни студии и монографски дела што заземаат трајно место во науката. Работа над изучением славянской рукописи, сохранившихся на территории Македонии, была выполнена сравнительно быстро, в течение 3 лет, и закончилась... Работата врз изучувањето на словенските ракописи, зачувани на територијата на Македонија, беше исполнета релативно брзо во текот на 3 години и заврши со издание на двотомното истражување со палеографски репродукции, што излезе во 72-та година. А веќе во 70-та година, кога беше предвидено завршувањето на работата на тие ракописи, јас дојдов на мислата за неопходноста да се работи над подготовка на македонското дипломатско тело, тоест серија зборници документарни извори што се однесуваат на историјата на Македонија, пред се средновековната, дотолку што таа досега беше запоставена, ако се исклучи славната историја на цар Самуил. Документарных источников, относящихся к истории Македонии, преимущественно средневековной, поскольку она была до сих пор в запущении, если исключить славную историю царя Самуила. Предложение мое было принято. Мојот предлог беше прифатен и во текот на изминатите 8 години успеавме да издадеме 3 тома зборници по 500 страници,
i da go podgotвиме четврти од том, кој овие денови треба да биде предаден за печатење. И подготовить четвертый том, который на этих днях должен быть передан в типографию для печатания. Кроме постоянных сотрудников нашего отделения, Освен постојаните соработници од нашето одделение, во издавањето на овие споменици учествува и професори од универзитетот и музејски работници, историчари на уметноста. Работники, историки искусства. Оглядываясь на Осврнувајќи се на резултатите на нашата дејност, неопходно е да се признае како несомнен факт нашу деятельность, големото значење на овој кодекс дипломатикус, необходимо признать, што го носи називот как несомненный Споменици факт, на средновековната и поновата историја на Македонија чрезвычайно большое за идната значение македонска историографија. этого кодекса дипломатикуса, который носит название «Споменицы на средновековната и поновата историја на Македонија» для будущей македонской историографии. Поскольку эти исследования показали несомненный факт, Како што покажа овие истражувања, несомнен е фактот за активниот творечки живот на македонскиот народ во текот на целиот период, од славното царство на Самуил до будењето на националната самосвест во 19. век и до осушествувањето на македонскиот суверенитет от во рамките на Социјалистичка федеративна република Југославија. до пробуждения национального самосознания в XIX веке и до осуществления македонского суверенитета в рамках Социалистической Федеративной Республики Југославија. Македонија, лулката на словенската писменост, како што самиот ке забележи, му се одолжува на Владимир Мошин со повеќе признанија и награди. Добитник е на наградата 11. октомври, одликуване со орден и дописен член е на Македонската академија на науките и уметностите.